Освен подготовка и спроведување престојните избори да бидат фер и демократски, од техничката влада во која ќе партиципираат и СДСМ и ВМРО ДПМР, граѓаните не треба да имаат големи очекувања, велат експертите. Но тоа не значи дека ако има избори државата треба да застане со својата работа, вели Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања. Она што е тековно треба да се сервисира додека се случат изборите. А додека ова техничка влада нема некаков легитимитет да презема нови иницијативи, нови проекти, распишува нови тендери и така натаму. Единствени очекувања се евентуално да се обезбеди некаков континуитет на државата, односно функционалност на институциите. Основна задача на оваа влада е да обезбеди самиот предизборен изборен процес да помене во најдобар ред. Александар Кржаловски, директор на Македонскиот центар за меѓународна соработка, смета дека техничката влада може да се зафати со решавање и на некои од тековните проблеми, како пример го наведува оној со издавањето на патните исправи. Едно од поглавните прашања со кои треба да се занимава и то прво во наредниот период е решавање со оваа ситуација што произлезе со издавањето на новите пасоши, за кои наводно истекува рокот на 15 февруари. Едноставно може да се извести дека технички не може да се изведе и ќе се одложи за одреден период. Она што е главна функција на техничката влада, тоа е подготовката на изборите. Треба да се создаде атмосфера за конечно да имаме избори без никакви забелешки. Тоа само по себе ќе демонстрира демократска зрелост и ќе потврди дека нема потреба од ваква техничка влада. Една од првите работи новиот парламент што мислам дека треба да направи токму да ја укине, да ги укине одредбите за оваа техничка влада и веќе да ова стане историја, односно да ова биде последен пат кога ќе се примени. Секако после тоа главен предизвик ќе биде како да се продолжи европскиот пат, односно дали и во која форма ќе се усвојат уставните измени. Затоа претпоставам сите партии ќе си кажат во изборната кампања и во изборните програми на кој начин сметат дека ќе се реши прашањето. Така наречената пржинска влада требаше да биде ад-хок решение кое ќе важи само за тие избори, но тоа се преточи во одредени законски норми кои се уште важат, вели Божиновски. Имаше опција и сега таа техничка влада да биде укината, затоа што опозицијата го предложи тоа, нели опозицијата е таа која што треба најмногу да биде засегната околу оваа техничка влада, но власта реши дека нема да оди со нејзино укинување, бидејќи знаете како со оваа влада всушност се зголемува оној меѓупростор на функционалност на политичка влада претходна и нова политичка влада, бидејќи ние фактички имаме сега 100 дена, потоа ќе чекаме уште најмалку месец и пол додека се формира нова влада, така да практично пола година државата ќе биде само ќе функционира само технички, што е многу лошо пред се за бизнисот. Парламентарните избори треба да се одржат на 8 мај заедно со вториот круг на претседателските избори. Со техничката влада ќе раководи Талат Џафери од ДУИ. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.